И по 8 гласања нема замена за Добрила Кацарска. Уставните судии повторно не избраа председател. По Татјана Васиќ Бозаџиева, Ана Павловска-Данева, неуспешен во оваа трка беше и Осман Кадрију. Сепак од Уставниот суд велат дека и до изборот на нов председател ќе продолжат да делуваат нормално, односно ќе се одлучува колективно. Се гласаше два пати за различни кандидати, при што ниту еден од нив не го доби потребното мнозинство, односно поддршка од најмалку 2/3 од вкупниот број на судии или најмалку 6 гласови. Седницата за избор на председател на Уставниот суд започна на 30 мај и досега имаше 8 круга гласања. Со оглед дека се уште не е избран нов председател на судот, а со цел Уставниот суд да функционира непречено, судиите едногласно зазедоа став дека за прашањата кои се однесуваат на управувањето да се одлучува колективно. Од трката се повлече Ана Павловска-Данева со цел да не предизвикала уставна криза. Судијата Ана Павловска-Данева на седницата изјави дека ќе се повлече бидејќи според неа не сака нејзината кандидатура да биде причина за уставна криза. Останува непознато кога Уставниот суд ќе добие нов председател, бидејќи според деловникот ќе има прегласување додека оној кој е кандидат не добие двотретинско мнозинство. Постапката за избор на председател на Уставниот суд продолжува согласно членот 7 став 4 од деловникот на судот, според кој доколку кандидатот не го добие потребното мнозинство, постапката за избор на председател се повторува. Во моментов уставен е без прв човек, бидејќи Кацарска нема право на реизбор, нема заменик председател, а не постои можност ниту завршител на должност председател.